Почитуван председател на собранието, почитувани колеги и колешки пратеници, почитувана македонска јавност. Предлог Законот за финансиска стабилност предвидува формирање на Комитет за финансиска стабилност. Комитетот се формира како меѓуинституционално тело одговорно за следење на спроведување на макропрудентната политика во Република Македонија и за координација на активностите при идентификувањето и следењето на системските ризици во одделни сегменти од финансискиот систем при превземањето на макропрудентни мерки и при подготовка и управување со финансиската криза. Целта на комитетот е да придонесе за постигнување и одржување на финансиската стабилност во Република Македонија. Покрај формирање на комитетот, основни решенија на предложениот закон, како што можеме да видиме сите, се усвојување на макропрудентна стратегија, доделување мандат на Комитетот за финансиска стабилност за давање на препораки и укажување заради спречување, намалување или отстранување на системски ризици и одржување на финансиската стабилност, како и за донесување на заклучоци за постоење и престанок на финансиска криза и доделување мандат на надлежните органи за превземање на макропрудентни мерки во согласно со овој закон и со секторски закони. Исто така евидентно е дека во предлог законот се дефинира и дека финансиската криза е состојба во која нарушувањата во еден или во повеќе сегменти на финансискиот систем или други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или можат да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и на неговото нормално функционирање, додека пак финансиска стабилност е состојба во која сите сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушувања и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. Македонија должи над 7 милиарди евра. Толку изнесува јавниот долг на државата според достапните информации на Министерството за финансии, заклучно со крајот на минатата година. Тоа е над 60% од бруто домашниот производ. Јавниот долг го сочинуваат парите што ги должи државата, јавните предпријатија, општините, предпријатијата во државна сопственост, Народната банка. Земјите кои имаат јавен долг до 60% од БДП-то се умерено задолжени, според критериумите на Светска банка. Кога ќе се надмине овој праг, земјата спаѓа во категоријата на високо задолжена земја. Откако СДСМ е на власт, евидентно е дека го зголемивте јавниот долг за речиси 2,5 милиарди евра. Во 2017 година долгот беше 4,7 милиарди евра или 47,7% од бруто домашниот производ. Јавниот долг сега изнесува 7,135 милиарди евра или во проценти изразено 60,% од бруто домашниот производ. За време на кризата со пандемијата на COVID-19, јавниот долг минатата година во вториот квартал надмина и 63% од БДП-то. Светска банка во најновата пролетна прогноза, објавена на 11 април, предвидува забавување на растот на македонската економија за годинава на 2,7%. Причина за тоа се последиците од руско-украинскиот конфликт и санкциите воведени кон Русија. Според буџетот за 2022 година, владата очекува економски раст годинава да биде 4,6%, а според проекциите на Светска банка, фискалниот дефицит ќе остане зголемен со проектиран раст на јавниот долг над 62% од БДП-то. Во февруари годинава Заводот за ревизија во извештај за јавниот долг наведе дека тој достигнал критичната граница 60% како последица на ковид кризата, но и на отсуство на план за задолжување и за реализација на капиталните проекти. Јавниот долг во ковид кризата се зголемил за 15% поени. Од Државниот завод за ревизија велат дека отсутноста на посебен закон или подзаконски акти за водење на јавните финансии во исклучителни околности, како кризна или вонредна состојба, представува ризик во управувањето со јавниот долг. Извештајот покажува дека 75% од вкупниот јавен долг, односно 88% од државниот долг, е за финансирање на буџетскиот дефицит поради проектирани повисоки расходи од приходите.
Ревизорскиот извештај покажува дека од 2008 до 2016 година јавниот долг континуирано растел, потоа до 2019 година на кратко бил стабилизиран, се до почетокот на ковид кризата која почнува повторно да го расте. Кога ВМРО ДПМН во 2006 година дојде на власт, јавниот долг изнесуваше 1,8 милиарди евра или 33% од БДП-то, а кога ВМРО ДПМН падна од власт во 2017 година, државата должеше 4,7 милиарди евра, односно 47,7% од БДП-то. За 11 години долгот пораснал за скоро 3 милиарди евра. Во првите 2 години јавниот долг се намалувал, потоа следуваше светската економска криза, кога јавниот долг беше зголемен, паралелно со тоа, имаше и дополнителни трошоци со кои што истиот долг беше зголемен. Тогаш, сакам да ве потсетам, вие како опозиција обвинувавте дека власта сака да ја втурне државата во грчко сценарио. Во 2016 година, кога јавниот долг ја надмина границата од 50% од БДП-то и кога експертите предупредуваат дека задолженоста е на опасна граница, СДСМ најави ревизија на сите задолжувања, обвинувајќи дека тогашната владина политика ги става и сегашните и идните генерации во должничко робство. Сега, ефектите од финансиската криза во банкарскиот систем на Македонија сериозно се одразија преку порастот на стапката на нефункционалните кредити во вкупните кредити над 10%, банките стана аверзивни кон ризик и кредитната активност значително е забавена. Периодите на интензивна економска активност, високи капитални приливи и ниска референтна каматна стапка ги зголемија апетитите за ризик на банките, ја зголемија кредитната активност и ги наталожија ризиците во економијата. Од тие причини, сметам дека е потребно активно користење на сет од макропрудентни инструменти од страна на Централната банка, за да се намали процикличноста на банкарскиот систем и акумулацијата на системскиот ризик. Преку на широк сет на инструменти се зголемува флексибилноста, управувањето со специфичен ризик важен во даден момент и се остава простор основните инструменти да се користат за нивната примарна цел, тоест ценовната стабилност. Уште еден краток податок. Државниот завод за статистика објави дека во март просечната плата државата изнесувала 31.080 денари. Уште кога започна губењето на работните места во време на ковид кризата, предупредувавме дека губењето на работните места со најниски плати ќе покажат вештачки пораст на просечната плата, но ни на крајот од думот не очекувавме дека вака ќе биде испрезентирана оваа статистика. Истакнување како реално достигната цифра, кога реалноста е само дека оние кои беа на минималец од 12.000 денари веќе ги немаат ни тие пари. Во време на двоцифрена инфлација, која се прикажува дека е некои 10,5%, а ќе паднала на 7,2% со ребалансот на буџетот кој што допрва ни следува, во кој патем кажано не се предвидени средства за потребното покачување на платите во администрацијата, при тоа оставајќи ги цените слободно да растат, државната статистика делува весело, но го прави народот тажен, бидејќи истиот преживува. Уште потажно, колеги, тоа дека во ваквата весела статистика не е презентирана за прв пат. Најскоро не изненадија резултатите од пописот со бројни пропусти и грешки, за кои иако се реагираше, си поминаа глатко и истите се сметаат за официјални бројки. Процентот вработеност исто така не отсликува реалноста, како на официјалните податоци за изгубените работни места за време на ковид кризата. Неколку години поназад, референдумот на кој излезе од прилика 1/3 од населението, кој по ниеден параметар не беше успешен, со тоа ниту резултатите од истиот се легитимни, беше презентиран како некое покажување на тенденција според одговорите на мнозинството од оние кои излегле да гласаат и така натаму и така наваму. До кога со бројки ќе се пребројува македонската реална состојба во розово? Во Македонија живее народ кој секојдневно се соочува со тешки предизвици. Состојбата во реалниот живот и неточните бројки истата само ја влошуваат. Зошто? Бидејќи доколку државата нема реална слика за ситуацијата на терен, не може да искреира соодветна политика за да се справи со конкретна ситуација и реално да го подобри животот на граѓаните. Проблемите искуство знаеме дека не се решаваат со ставање под тепих.
Потребна е храброст за соочување со проблемите, но тоа е единствениот начин да се решат истите онака како што треба. Прашање е, имаме ли воопшто капацитет за статистики кои ќе отсликаат македонската реалност и кои што ќе ја покажат македонска... Ви благодарам.